Примена на Nano 7 техниката. Ниче Димовски Македон. Издавач Ниче Димовски Македон. Проширено издание Скопје 2015. Петти ден. Физичка активност и сонце. Својот живот си го продолжува само оној што е во состојба секој момент да го исполни со суштинска содржина. Изолда Курц. Физичка активност. Во текот на денот секој од нас треба да си посвети најмалку 20 на минути. Организмот има потреба да почувствува физичка активност, за да може да ни даде стимул да почувствуваме повеќе енергија. Нашето тело е единствена целина и треба да се надградува не само во одредена сфера, ментално-духовно, туку во сите, за да има рамнотежа. Прво, зошто физичка активност? Во здраво тело, здрав дух, рекле древните македонци, а источните мудреци тоа го велат во здрав дух, здраво тело, општо познато и вистинито. И едните и другите ја посочуваат важноста од рамнотежата на физичкото и духовното здравје. Зајакнувајќи ја својата физичка способност, човекот го зајакнува и своето духовно здравје. Второ, бидете физички активни. Секое утро треба да се има почеток на нов прекрасен ден, нов живот. Кога ќе се разбудите, прво што треба да направите е да се истегнете, едноставно како што тоа го прават мачките. Потоа, треба да направите неколку физички вежби кои не се многу напорни, бидејќи после будењето мускулите се уште поспани и ако запнете со напорни вежби, може да се повредите. После вежбањето, треба да се истуширате. Тоа ќе ви даде полетно чувство во текот на целиот ден. Оние кои ја поминале 40-та година, пожелно е секое утро да ги практикуваат 5 тибетански вежби, кои помагаат при активирање на енергетските полиња и нивно урамнотежување. Постојат разни можности за практикување на физички активности: трчање, пешачење, фитнес клубови, пливање, велосипедизам, планинарење и многу други, но вие сами треба да процените што е најдобро за вашето тело и вашите години. Внимавајте, ако за некого трчањето е добро, за вас може да има штетни последици. Бидете физички активни според вашите можности, односно слушајте го говорот на своето тело. Трето, што се ви е потребно? Во зависност од вашата одлука која физичка активност да ја практикувате, вие ќе треба да си обезбедите некои помошни реквизити. Ако се одлучите за велосипедизам, тогаш ви треба велосипед. Но ако одберете пешачење или трчање, тогаш ви требаат патики и тренерки. Запишете си некои афирмативни мисли и потрудете се да ги повторувате додека вежбате. Доколку пак сакате да научите некој странски јазик, можете да си запишете по неколку збора и додека сте физички активни, наместо да водите диалог во вашиот ум за беззначајни работи, повторувајте ги зборовите или мислите кои сакате да ги запомните. Не губете го времето. Тоа е содржината на животот. Почнете да вежбате уште денес, физички, духовно и умствено. Четврто. Откријте ја моќта на Вселената. Вселената е севкупност, простор, време, енергија, планети, звезди, галаксии, интергалактички простор и се за тоа. Таа е бесконечно пространство, кое не обкружува со својата прецизна поставеност на севкупноста. Постои моќ, посредник кој ги соединува во една беспрекорна поврзаност. Создавањето на физичката и метафизичката Вселена, на се што е видливо и невидливо, е од иста енергија. Земјата, сонцето, планетите, сите тие имаат позитивен и негативен електрицитет и магнетизам. Енергијата на Земјата претежно е негативна, а енергијата на сонцето е позитивна. А нивната взаемност го возможува, го создава животот на Земјата. Космогонијата на учителот Петар Данов прецизно го објаснува текот на енергиите. Така, од полноќ до пладне, Земјата е негативна
и затоа повеќе прима енергија. Од пладне до полноќ, таа е позитивна и оддава енергија. При залезот, земјата е најпозитивна и најмногу оддава, а при изгрев е најнегативна и најмногу прима. Бидејќи ние сме дел од земниот организам, кога тој акумулира енергија, акумулира и нашиот. Изгревот на сонцето изобилува со животна енергија, а првите сончеви зраци се најактивни. Тие влијаат на обновувањето на клетките и работата на човековиот мозок. Лековитата моќ на сонцето е до 10 часот наутро, а попладневната моќ е занемарлива. Како и да е, за да може благотворната животна енергија од сончевите зраци да проструи во вашето тело, потребно е свесно поврзување со нив. Доколку само механички гледате во изгре сонцето, тогаш не добивате ништо. Треба да имате свесност за поврзувањето со благодетните енергии, што ви ги дава сонцето, го лечи телото и го подига духот. Најубавите месеци за обновување на животната сила со помош на сончевите зраци се од 22 март до 22 јуни. 5. Пронајдете го патот преку сонцето до бесмртноста. Целата енергија во Вселената доаѓа од фотоните, кои сонцето ги продуцира. Се што гледате околу вас се должи токму на фотоните од сонцето. Ако навистина е така, а науката вели дека е, тоа значи дека ние, физичкото тело, можеме да го храниме со фотони директно од сонцето. Во тој случај, човековиот организам со многу помалку храна добива повеќе енергија од претходно. За благодетите на сончевата енергија се знаело уште пред неколку стотици години. Феноменот на фантастично старите луѓе започнал да се истражува во 19. век, кога британските окупацијски власти во Индија го забележале постоењето на јогините, кои наводно имале повеќе стотини години. Дел од тие луѓе, како што се верувало, ја познавале една од најчуваните тајни на сите времиња – соларната јога. Всушност, тоа е техника со која физичкото тело може да се регенерира со едноставно гледање во сонцето. Правилата велат дека треба да стоиме боси на земја, бидејќи ние сме проводници на енергија која доаѓа од сонцето. Луѓето кои ја владеат оваа техника се нарекуваат луѓе кои се хранат со Божјата храна. Најпознатите соларни јогија во 19. и 20. век се Свами Висудананда, Прахлад Џани, патувачкиот светец Сан Јоги Ума Санкара и Хира Ратан Манек. Веројатно се би останало како легенда, доколку не се појавеше сензационалната вест за Хира Ратан Манек, 71 инженер по машинство од југот на Индија, кој тврдеше дека од 18.6.1995 година живее од чаша вода дневно, со повремено консумирање на чај и млеко и најбитното – сончевата енергија. За ова постои документ кој е потпишан од 6 ендокринолози, пред кои Манек ги демонстрирал своите способности во Калкута, Индија. Хира Ратан Манек 2 години бил подлегнат на долги и темелни испитувања од страна на НАСА. Заклучокот на НАСА беше дека се работи за феномен, затоа што сите испитувања укажале на вистинските вредности на соларната јога, а некои техники биле вклопени во програмата за обука на астронаутите. Некои научници лично ја испробале соларната јога и биле фасцинирани од брзината со која ги поттикнале своите паранормални способности, оние кои обично тешко се побудуваат кај човекот и се во латентна состојба. Овие техники обично бараат долгогодишна секојдневна работа, но не и соларната јога. Со примената и секојдневното вежбање на соларната јога исчезнуваат сите физички и психички заболувања, и тоа во рок од неколку месеци. Оваа пракса постоела 1000 години наназад и сите култури во минатото ја користеле. Во Индија се викала Сурја Намаскар, во Египет тоа било обожување на богот на сонцето Ра, а пирамидите ги имале за скротување на сончевата енергија. Староседелците во Америка
ги имале танците и гледањето во сонцето. Перу го имал Мачу Пикчу, бразилците и мексиканците го обожувале богот сонце. Македонците го наблюдувале сонцето, а за тоа доказ се повеќе панорамски светилишта и обсерватории, меѓу кои најпозната е Кокино. Тие тогаш знаеле како да го користат сонцето во секојдневниот живот. И токму затоа, 16 кракото сонце е символ на Македонската империја. Причината што сега соларната јога буди интерес во светот е таа што луѓето се сити од модерните лекови, вели Хира Ратан Манек. Манек преку сончевата енергија и мантрата Гајатри го открил начинот на активирање на својот мозок. Тој тврди дека секој од нас може да стане супер човек кога еден ден би се одлучил да застане бос на земја и да помине десетина секунди гледајќи во сонцето. 6. Гледајте во сонцето. Постапката е безбедна, едноставна и применлива за секого од 5 до 99 години. Зголемувањето на времетраењето во гледање на сонцето носи видни подобрувања. Се почнува со 10 секунди и постепено се зголемува до 15 минути дневно, но само првиот час од изгревањето или последниот час до заоѓањето на сонцето. Придобивките од оваа постапка се: за менталното здравје, ментално здрав ум, стекнување поголема самодоверба, издржливост и стабилност на умот, ослободување на менталните проблеми и депресии, зголемена концентрација и подобра навигација, јак ентузијастички дух, виталност на умот, подобрување на меморијата и помнењето, зголемување на трпеливоста, поттикнување на позитивните мисли, ослободување на лошите навики, остар и здрав интелект. За физичкото здравје, детоксикација на телото, исчезнување на вкочанетоста и болките, хроничните болести, диабетис, висок и низок крвен притисок, проблеми со цревата, киселините, астмата, бронхитисот, алергиите, подобрување на видот и слухот, подобрување на работата на тироидната жлезда, сите видови на артроза, камен во бубрек и жолчка, уролошки инфекции, зголемена простата, псоријаза, кожни проблеми, инфекции, исчезнување на потребата за месо и риба, постигнување на идеална тежина на телото, зајакнување на коските, срцето и имунитетот. За духовната и спиритуалната добробит, позитивна промена на карактерот, исчезнување на фрустрациите, бесот, иритацијата, спонтано создавање љубов кон сите, воочување на квалитетите на другите, честност, искреност, среќен и задоволен ум, намалување на потребата за храна, полесно остварување на духовните цели, развивање и поттикнување на парапсихолошките и надприродните моќи, будење и подигање на енергијата на целото тело. Сето ова се случува поради тоа што сончевата светлина има позитивно влијание на човековото тело. Всушност, при гледање во сонцето, сите внатрешни органи зависат од спектарот на боите на сончевите зраци. Ако некој орган боледува, причината е недостаток на одредени бои од овој спектар. Кога телото ќе ја прими таа боја, болката исчезнува. Телото има механизам за впивање на сончевата светлина директно во мозокот, кој стимулира 5 важни жлезди. Посебно важно е активирањето на епифизата, пинеалната жлезда или она што го нарекуваме трето око. Наутро, продирањето на фотоните преку окото до мозокот предизвикува лачење на серотонинот, хормонот на задоволство и сатисфакција, а навечер мелатонинот, кој е заштита против многу генетски оштетувања и стимулатор на имунолошкиот систем и му сигнализира на човековото тело кога е време за спиење. Ултравиолетовите зрачења не постојат воопшто во првиот час на изгревањето на сонцето и последниот час пред заоѓањето. Затоа популарно наречениот сунгазинг, зјапање во сонцето, зема се поголем замав во светот како дел од холистичките методи. Техниката е едноставна и брзо се учи од лица едуцирани за тоа. Напомена и предупредување.
Гледањето во сонцето, доколку е според предвиденото времетрање и упатства, нема никаква опасност. Во спротивно, може да ви остави трајни последици со намалување на видот, дури и ослепување. Авторот и издавачот на ниту еден начин не се одговорни за неправилното практикување на соларната јога. Од тука, резимираме дека без сонцето нема живот. Секое движење на секое живо битие се случува благодарејќи на сонцето. 7. Дознајте за невидливиот интелигентен генератор. За ова најдобро говори изјавата на Никола Тесла. Работам за иднината и моите современици нема да ме разберат, но еден ден ќе преовладуваат научните закони на природата, чиишто тајни ги открив и се ќе се измени како од рака на рака, се ќе се промени. Ке настапи нова ера на човечката мудрост, чии главни одлики ќе бидат разбирање на времето, откривање на изворите на бескрајната енергија и обликување на материјата по волјата на научниците. Човековата свест ќе ги помести границите на животот и ќе биде возможно да се зборува со душите на умрените, одвоени од телата. Овие сознанија дополнително ќе ги поместат нашите сваќања за разликите помеѓу животот и смртта. Уверен сум дека целиот универзум е обединет, како во материјален, така и во духовен поглед. Постои во Вселената некоја јадро од каде што ние ја добиваме целата сила, целото вдаховение, она што нас вечно не привлекува. Ја чувствувам неговата моќ и вредностите кои тоа ги емитува во просторот и времето и со тоа ги одржува во усогласеност. Јас не сум продрел во тајните на тоа јадро, но знам дека постои и кога сакам да му придадам некаков материјален атрибут, тогаш мислам дека тоа е светлост. А кога се обидувам да го сватам духовно, тогаш тоа е убавина и сомилост. Оној кој ја носи во себе таа вера, се чувствува силен. Работата му причинува задоволство, затоа што самиот, со еден призвук, се чувствува претопен во сеопштата хармонија. Никола Тесла. 3 работи ги уништуваат народите: алчност, ароганција и завист. Истото важи и за поединците. Препорака. Од книгата Најголемата вистинска тајна на авторот Ниче Димовски, прочитајте го насловот Енергија, основа на животот.